Најстариот планинарски клуб во земјава, Љуботено Тетово, го посетија кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Горан Манојловски и носителот на листа за советници Горан Јовановски. Тие пред планинарите го представија и проектот за целосна обнова на туристичкиот центар Попова шапка. Предвидена ревитализација, целосна ревитализација на Попова шапка, која што ќе се одвива во две фази. Значи, инвеститори се АДЛМ на Република Македонија и владата на Република Македонија. У првата фаза, значи, е предвидено реновирање на постојните хотелски капацитети, како и доизградба на нова жицнича до Церипашина. А додека во втората фаза, значи, се предвидува изградба на нови хотелски капацитети, како и доизградба на нови стази и нови жичари на терените на цела Попова шапка. Значи, ова представува еден од најкрупните инфраструктурни проекти на владата на Република Македонија во западниот дел, со кој што се смета дека кој ќе доведе до еден голем локален економски развој, воедно прилив на туристи, како и прилив на дивизии со самото влегување на туристите во нашиот крај. Исто тоа ќе даде силен поттик за локалниот економски развој. Исто така, значи, со самата изградба и реконструкција на целиот комплекс, значи на целата Попова шапка, очекуваме во иднина, значи, сите идни шарпланински ски купови што ќе се одржат, значи, и планинарски походи да бидат од еден поголем размер и да имаат една поголема интернационална димензија. Со овој проект, смета Манојловски, Попова шапка се очекува да прирасне во светски ски центар.